Кочани се затрупа во ѓубре и ќе бидат потребни месец дена за контејнерите целосно се исчистат и градот повторно се врати во нормала. Ваква е сликата откако трети ден граѓани кај селото Бели, кое е во непосредна близина до депонијата, ги блокираат камионите кои депонираат смет. Градоначалникот на Кочани Лјупчо Папазов повика кај граѓаните да преовладее разумот и да дозволат кочанските камиони да депонираат смет. Сепак според него, единствен излез од состојбата е изградбата на регионалната депонија. Овие 4 дена сериозни активности на депонијата мислам дека ќе донесат до резултати. Основното барање е да не чади депонијата. Во суштина ние тоа го правиме. Огромни количини на земја се нанесени на површината, отпадот кој гореше е потрупан и покриен со земја, тековните количини кои се затекоа се складирани на соодветен начин и ќе бидат овие денови третирани и покриени со земја и очекувам дека ќе имаме реална состојба за да не доаѓа до загадување на околината. Но полните контејнери се проблеми за Виница, Зрновци и Чишиново Облешево, општини кои својот отпад го депонираат на кочанската депонија. Денеска градоначалниците и директорите на комуналните предпријатија на овие општини на итен состанок бараа решение на проблемот. Виница ќе бара од Советот дозвола да се реактивира старата депонија кај селото Лески. Во меѓувреме граѓаните не отстапуваат од своите барања, иако велат дека состојбата со депонијата во изминатите неколку денови е драстично подобрена, граѓанскиот отпор ќе продолжи, се додека целосно не се затрупа и дислоцира старата депонија. Време траењето на граѓанскиот отпор малку зависи од влогот на надлежните локални, па и државни органи, бидејќи овој проблем преидува веќе, ги минува границите на општина Кочани и на моќта на локалната самоуправа. И тука еве и апел даваме и до владата дека малку посериозно да се завртат кон нашиот проблем и да бидат комплетна поддршка на локалната самоуправа. Одам сосем на другата страна, кај Брана градче, меѓутоа миризо и таму се осеќа. Значи тоа е таков мирис што не само не задишува, не пече на очите, значи едноставно ни ја зима силата. Тендерот за изградба на регионалната депонија е распишен 18 октомври и според најавите, откако ќе се избере операторот кој што треба да ја гради, истата треба да биде готова за 2 години. Поради лошата состојба и постојаното палење, од општината најавија 24 часовен надзор, како и третман со морски алги, кој во минатото се покажа како ефикасен.